Во текот на неделава Министерството за земјоделство најавен повик ќе понуди дополнителни 6.000 хектари ослободено земјоделско земјиште за одгледување на жито и житни култури. Ова го најави министерот за земјоделство Љупчо Николовски по средбата со подсекторската група на производство на жито. Полјоделците велат дека мерките треба да се ефикасни да се зголеми производството жито, но дека голем предизвик се и климатските промени. Храна и житни култури мора да има. Ниту една обработлива површина не смее и нема да остане незасадена. Ѓубриво за сеидба и за прихрана има доволно. Субвенциите и интервентниот план на владата за поддршка на земјоделците е во функција токму на земјоделството. Секој земјоделец добива досега рекордна поддршка и субвенција и за вештачко ѓубриво, и за зелена нафта, и дополнителни субвенции за зголемување на приносот. Тоа е поддршка за секој еден човек. Тоа е поддршка за да има доволно храна. Земјоделците со овие мерки добиваат 40% дополнителна помош за набавка на вештачко ѓубриво. Намалувањето на зависноста од увоз на храна е една од целите кон која се насочени мерките на ресорното министерство, вели Николовски. Мерките од интервентниот фонд во вредност од 400 милиони денари. Пота, интервентните мерки со 40% дополнителна помош за набавка на вештачко ѓубриво за пченица и пченка, како и 2.500 денари по хектар за сончоглед и јачмен. Земјоделците да го зголемат приносот со дополнителни речиси 100 евра од хектар, вели министерот Николовски. Значи, нашите предлози беа прифатени. Треба да се скористи ова сега како дополнителни мерки од интервентниот фонд, да се направат овие агротехнички мерки, да се направи прихраната, да се скористи приликата и да се искористи овие дополнителни мерки. Секако дека се надеваме ќе влијаат позитивно, ќе се зголеми производството на пченица и другите житни култури. Сега ова не зависи во еден дел и од нас. Тука како предизвик за нас останува секогаш и климатските промени. Климатските промени влијаат многу посебно на овој подсетно производство на жито, но како што кажав тука да не се повторуваме како што кажа и министерот, значи овие мерки секако дека ќе придонеса за поголемо производство ова сезона сега, но и есенската сеидба да се зголеми производството површините на засејани со земјоделски култури, посебно со пченица. Оттаму ги повикаа земјоделците да ги искористат сите мерки кои им стојат на располагање, за да не се загрози производството на пченица и останатите житни култури.